Најново издание на регионалните вести. Во него ќе гледате. Близу старите касарни во Гостивар никна дива депонија. Во неколку наврати ѓубрето гореше. Маестрална изведба на актерите од летачката театарска трупа на премиерата ожалостена фамилија. Планинарско-спортскиот клуб Бистра од Гостивар викендов што измина по 28 пат го организираше маршот Аџина река. На локација близу старите касарни во Гостивар деновиве никна дива депонија. Во неколку наврати ѓубрето гореше, а чадот и миризбата се чувствуваат до самиот град. Одговорните за екологија од општина Гостивар велат дека предпријатието Комуналец го користело местото како привремен пункт за фрлање на сметот, додека траела изградбата на патот до Русино. Во следните денови локацијата ќе се расчисти, најавија тие. Лоша гледка со куп отпад и непријатна миризба на чад не пречека на локација близу старите касарни во Гостивар. Граѓани деновиве реагираа дека на местото никнала дива депонија, а чадот и миризбата од запаленото ѓубре се чувствуваат до самиот град. Нашата камера регистрираше загрижувачка состојба со насобран комунален, но и градежен смет, стар мебел, облека и скршени стакла. Во некои делови ѓубрето се уште чадеше. Одговор за тоа што се случува и зошто локацијата е преполнета со отпад побаравме од надлежните за екологија во Гостиварската општина. Раководителот на секторот Зуди Джелили рече дека предпријатието Комуналец го користело местото како привремен пункт за фрлање на сметот, додека траела изградбата на патот до Русино. Не алармира граѓаните бидејќи таму почнало да гори и имаше голем чад. Ние отидовме на терен да видиме за што се работи и видовме дека има комунален отпад. Након тоа отидовме до Русино, го проверивме патот дали е завршен, бидејќи патот уште не е дефинитивно пуштен во употреба, меѓутоа проходен е, може да го користат сега камионите и дознавме дека ЈП Комуналец, бидејќи биле во тек реализацијата на работите, не можеле да стигнат до депонија Русино и направиле алтернативен пункт и тамо дошел до пожар. Наскоро се очекува патот до Русино официјално да биде пуштен во употреба, пошто Комуналец ќе го префрли тој отпад и на локацијата веќе нема да се фрла ѓубре, подлече Джелили. Патот е при крај, мислам ќе го пуштат во употреба изванична и најверојатно за кратко време, оти не се работи за голема количина, неколку камиони, што значи лесно тие се префрлуваат во депонија Русино. После тоа на таа локација, колку што знам, градоначалникот има одлична идеја, тој дел тамо да го во иднина да го претвори во индустријска зона. За гаснење на пожарот што избувнал во ѓубрето кај старите касарни интервенирала противпожарната единица на Гостивар. Пред утрешната посета на Софија, премиерот Зоран Заев, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека за македонскиот јазик и идентитет нема да разговараат, туку ќе разговараат за предлогот кој што доаѓа од Португалија како претседавач со Европскиот совет. Поентата на прашањето е дека за македонскиот јазик и македонскиот идентитет не разговараме и воопшто не е на маса. Разговараме за португалскиот предлог кој што доаѓа од Португалија како претседавач со Европскиот совет, односно со тоа со Европската унија, каде што апсолутно води грижа за нашиот македонски јазик и македонски идентитет. И истовремено води грижа за бугарските позиции. И навистина инвентивно и креативно решение за кое што вреди да се потруди. При тоа, работните групи имаат соодветно постигање на роудмапот или патната карта на која што е утврдена секторската соработка на сите нивоа со конкретни месец, 3 месеци, 6 месеци, година дена, континуирано или слично, и со интензитетот на закажување на Историската комисија. Тоа се сериозни успеси кои што досега се постигнат.
И јас верувам дека треба да им дадеме шанса на конечно изнаоѓање решение. Маестрална сценска игра на актерите од летачката театарска трупа од Тетово на синоќешната премиера на Ожалостена фамилија во режија на Владимир Јовановски. После долга пауза, театарската представа беше вистинско освежување и за самите актери, а и за публиката, која уживаше во секоја минута од театарската игра. Магични, маестрални, вистинско освежување после долг период. Актерите од летечката театарска трупа од Тетово приредија одлична сценска игра на премиерата на Ожалостена фамилија во режија на Владимир Јовановски. Приказната на Бранислав Нушиќ, адаптирана со тетовско сценарио, во себе содржи многу пораки, непрестани комични моменти и огромна доза на позитивна енергија за публиката. После долг период без представи, театарската сцена синоќа повторно заживеа за задоволство и чест, како на публиката, така и на актерската група. Класична комедија со малце доза на и некој осврт малце критички кон општеството. Се надевам дека тие што треба да не слушнаа. Инаку представата конечно и на нас, пунктите може да се сложат дека недостасуваше театарот. Малце оваа сезона со помал број, 30% капацитетот, поради нели се почитува мерките од Министерството. Се надеваме на подобри времиња и дека ќе напуниме салата повторно, како што знаеме да ја полниме до сега. Од летечката театарска трупа уште еднаш докажаа дека се кралеви на комедијата. Публиката уживаше во секој момент, а режисерот умешно метнал секојдневни ситуации од тетовското битисување, кое младите актери одлично го доловија на сцена. Тоа беше пораката, мислам, луѓе се општо алчни за пари, вистинските вредности малце се намеруваат денеска. И тоа беше порака да спомнав, мислам, тие што треба да слушнат, се надевам дека слушнаа и дека малце на некој начин влијаме во општеството да се поправат некои работи. И мислам дека Тетово заслужуваше една ваква добра комедија. Се надевам утре ќе имаме реприза уште една поради намалениот капацитет на 16 и 17 исто така во 7 часот. Летечката театарска трупа неуморно работи на низа проекти. Нивната енергија и напорна работа не сопре и за време на пандемијата, па после долга пауза ја почестија публиката со уште едно извонредно дело. Веќе со години, тие се светлата точка во културниот и театарскиот живот во Тетово, а публиката постојано жедна за нивните маестрални изведби. Бројни влюбеници во природата и планинарењето викендов беа дел од маршот Аџина река, што традиционално го организира планинарско-спортскиот клуб Бистра од Гостивар. На патеката долга 26 километри, учесниците уживаа во преубави гледки и чист воздух. Планинарско-спортскиот клуб Бистра од Гостивар викендов што измина по 28 пат го организираше маршот Аџина река. Патеката е долга 26 километри, стартува од Торбешки мост, а завршува кај планинарскиот дом на клубот Шарски води, каде учесниците го заокружуваат настанот со заеднички ручек. Највисоката точка на искачување е на 2063 метри надморска висина, по изминати 11,5 километри. Во маршот се вклучија бројни влюбеници во природата и планинарењето од Гостивар и од други градови, кои имаа можност да уживаат во преубави гледки и чист воздух. Од клубот домакин се задоволни како поминал маршот, од временските услови, а особено од позитивната енергија пренесена меѓу учесниците. Тргнува од пред Срезимир Торбешки мост, се вика местото, локацијата, преку еден убав предел на борова шума до реката Кадис, Чафа е Кадис, каде што се искачуваме на Зенделбек, на еден предел со многу бачила, па се до Превлакот, до Горно Еловце и до Долно Еловце. Поретежно во Долно Еловце даваме ручек, но бидејќи препораката беше на отворено, до 6 луѓе на маса, така и сега бевме во Горно Еловце. И одлично нешто, чувство што ќе видиш луѓе кои се гледате вака на висина, што викаме од планина, ако не или на Фейсбук, ќе видиш какви убави низ каков предел поминува со
дивина, со диви кози, со други животни кои ги гледаш, просто ги гледаш. Преку настаните како маршот Аџина река се потврдува единствената моќ на природата и нераскинливата врска што човекот ја има со неа. Соживувањето со природните убавини и величествените предели ќе биде тема во емисијата Приказниот гостивар со соговорникот Велимир Ѓоргевски, председател на планинарско-спортскиот клуб Бистра. Премиерата ќе се емитува утре вечер во 21 часот. Во продолжение следуваат деталите од секторот за внатрешни работи Тетово. Во текот на вчерашниот ден на 21 лице во Тетовско и 20 лица во Гостиварско изготвени им се соодветни поднесоци за неносење заштита на лицето. Вчера во 15 часот 72 годишникот Гостивар во СВР Тетово пријавил дека на 12 јуни околу 21 часот и 30 минути на улица 18 ноември во Гостивар физички бил нападнат од две лица кои му барале пари. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Од полицијата информираат и за спроведена акцијска контрола вчера од 9 до 14 часот на подрачјето на СВР Тетово. Во неја вкупно биле откриени, законски санкционирани и исклучени од сообраќај 15 технички неисправни возила, од кои 8 во Тетово и 7 во Гостивар. Најголемиот број од неисправните имале нефункционални сопирачки, 8 во Тетово и 2 во Гостивар. Покрај ова во Тетовско биле санкционирани и 4 возачи кои управувале без возачки дозволи и 1 возач почетник, кои исто така биле исклучени од сообраќај. Во акцијата биле констатирани 12 други видови прекршоци. Вчера на Тетовско-гостиварското подрачје била спроведена акцијска контрола при која што биле откриени 13 погрешно паркирани возила. СВР Тетово со апел до возачите да паркираат внимателно. Во вчерашната акцијска контрола, спроведена на Тетовско-гостиварското подрачје, покрај другото, откриени и санкционирани се 13 погрешно, односно непрописно паркирани возила, 11 во Тетово и 2 во Гостивар. Контролни активности во чие средиште ќе биде паркирањето, планирани се и во наредниот период, зашто наскоро се очекува доаѓање на многумина времено вработени во странство, пошто значително ќе се зголеми вкупната фреквенција на возилата во Тетово и Гостивар. Овие активности ќе бидат меѓу главните приоритети на СВР Тетово, а посебно ќе се санкционира паркирањето во така наречените двојни редови, во зона на крстосници, на пешачки премини и на други недозволени места, која го попречува нормалното и безбедно движење на другите учесници во сообраќајот. На сите прекршители ќе им се изготвуваат соодветни поднесоци, со потсетување дека паричните глоби за погрешно паркирање се движат од 45 до 180 евра во динарска противредност. Нагласено внимание во овие контроли. Исто така ќе им биде посветено и на самоволното пренаменување од поединци на јавните сообраќајни површини за трговски, угостителски или други цели, пред се со изложување на земјоделски производи или со поставување на угостителска опрема, а зашто е предвидена парична глоба од 100 евра во динарска противредност. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно со апел до сопствениците на моторни возила да внимаваат каде ги паркираат и да придонесат за поголем ред и безбедност во сообраќајот на градските улици, но и на другите патишта на подрачјето. Фудбалската репрезентација на Македонија утре со почеток во 15 часот ќе го одигра вториот надпревар од групната фаза на Европското првенство. Дуелот со Украина ќе биде можност за освојување на првите бодови, со кои ќе останеме во игра за пласман во следната фаза. Значи, пресреќен сум што имам можност да бидам дел од овој тим на овој Европско првенство. Историско е сепак. Значи, атмосферата е одлична. На Македонија се наоѓа на прво европско првенство. Многу е нормално да има еуфорија. Сите сме среќни, сите сме весели, но ете на тренинг кога сме нормално постои таа концентрација. Секад сме на високо ниво и се надеваме дека тоа така ќе остане. Јас лично верувам во моите квалитети и спремен сум во секое време да помогнам на екипата да дојде до тие 3 бода. Дали ќе добијам шанса, тоа не останува на мене. Јас сум спремен во секој момент и
како што кажа, верувам во моите квалитети и знам дека би можел да бидам добра помош на екипата во било кое време. So first of all, we are of course proud. Пред се да кажам дека сме многу горди, сите ние што имавме можност да играме против Австрија. Резултатот не беше на наша страна, не беше поголем, меѓутоа ние даваме се од себе да закрепнеме брзо, имаме баш многу време, но сепак да работиме и на закрепнување. Уживаме во овие денови, се уште се забавуваме, сметаме дека уште ништо не е завршено. Пред надпреварот со Украина ќе направиме една добра анализа и на противникот и анализа на грешките што ги направивме на првиот надпревар. За надпреварот со Украина ќе се подготвуваме како за финале, бидејќи е посебно важен надпревар и за нас и за украинците. Во моментов имаме многу 0 бодови и ние и тие. И многу работи ќе зависат од тоа како ќе се одигра тој надпревар. Тука е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!